Локалната самоуправа на Кочани викендов почна со најавените градежни активности за отстранување на објектите на улицата Стево Теодосиевски, со што ќе се овозможи реализација на проектот за нејзино проширување со уште една коловозна лента. Во првата етапа од процесот на расчистување на овој дел од централното градско подрачје беа срушени 4 објекти. Градежните машини на фирмата Калина од Оризари 3 дена уриваат дел од објектите за кои експроприацијата е завршена. Увид во градежните работи направи и градоначалникот Никола Чуилиев, при што најави дека со градежните работи ќе се продолжи во наредниот период. Уривањето ќе продолжи на сите куќи што во процесот е завршен, а исто така продолжуваме и понатаму со другите објекти каде што процесот на експроприација не е завршен и очекуваме овој процес набрзо да биде завршен и да ни се овозможи да продолжиме со нашиот проект изградба на булевар, односно продолжување на булеварот Тодосије Паунов преку Стево Тодосиевски па се до излезот до туристичката агенција Велјан. Значи еден проект кој очекувам дека ќе ги реши поголем дел од проблемите на граѓаните на општина Кочани кои се соочуваат со сообраќајниот хаос и дека навистина ќе имаме непречено движење. Со експроприацијата, локалната самоуправа на Кочани ќе откупи вкупно 9765 метри квадратни, на кои се наоѓаат вкупно 30 парцели. Од нив 9 се државно земјиште, а останатите имаат 29 собственици. Според градоначалникот Илиев, за овој процес општина Кочани ќе потроши 30 милиони денари, средства што се обезбедени од буџетот. Финансиската конструкција не е целосно затворена, затоа што станува збор за прва фаза од проектот за изградба на нов булевар. На оваа локација е планирано да се гради и кружен тек.